Овие денови се историски и претходно, меѓутоа посебно подпишувањето на спогодбата, усвојувањето на предлог законот од страна на владата и сега оваа расправа во комисијата и најверојатно утре во пленум во Собранието на Република Македонија. Мислам дека е очигледно зошто имаме скратена постапка и зошто владата одлучи да ви предложи овој предлог закон за ратификација на спогодбата меѓу Македонија и Грција да се разгледува во скратена постапка. Деновите се неколку. Во вторник веќе имаме многу важна дискусија на ниво на министри за надворешни работи на Советот за општи работи на Европската Унија во Луксембург. И ако сакаме да направиме се што можеме да го фатиме европскиот воз согласно одредбите на спогодбата, важно е да направиме се што можеме на време да информираме Грција дека сме го направиле доколку одлучите да го усвоите предлог законот за ратификација, за таа да го извести Советот на Европската Унија дека ги повлекува своите забелешки. Исто така, мислам дека не треба многу да се објаснува зошто овој предлог закон има ЕУ знаменце. Ние сме земја кандидат од 2005 година, добивме 9-та препорака за отворање на пристапните преговори од страна на Европската комисија, станавме експерти во чекање, заклучени во чекалната соба со вратата на оваа разлика со нашите соседи од Атина. Зошто, меѓу другото, и Федерика Могерини и Йоханес Хан присуствуваа на церемонијата на подпишувањето во Преспа или во регионот на Преспа. Затоа што очигледно дека со оваа спогодба се обидуваме да ја отклучиме таа врата и да излеземе од чекалната соба. Ке си дозволам една лична нотка. Јас сум вклучен во ова прашање лично многу долго време, од 2003 година, кога бев назначен за специјален пратеник во разговорите за надминување на разликата околу името со Грција врз основа на овие резолуции. Самата година на двете резолуции 817, 845 кажува колку време ние имаме работа со овој проблем. Од 1993 година, а и пред резолуциите, исто така имавме работа со овој проблем и ги усвоивме првите уставни амандмани на Уставот на Република Македонија во контекст на нашето зачленување во Обединетите нации. Додека бев амбасадор во Соединетите Американски држави, во Вашингтон, бев еден од клучните што работеше на признавањето на уставното име од страна на Соединетите Американски држави. Додека бев во Хаг, мојата дома надвор од дома, знае амбасадорот Пломб, бев коагент на Република Македонија во спорот што го имавме во Меѓународниот суд на правдата. Ова е мојот трет и најголем предизвик, да бидам дел од една нова генерација, нов начин на водење политика, од една влада што реши директно во очи да му погледне на проблемот и да направи се што може за да го реши.